Вести на Канал 8. Добар ден. Во тек се подготвителните работи за тендерската постапка за изградба на нов мост на Брегалница кон општина Зрновци. По минатогодишното оштетување од поплавите, стручните испитувања дефинитивно покажале дека поправката на сегашниот објект е неизводлива. До крајот на јануари, јавното претпријатие за државни патишта треба да ја распише тендерската постапка за избор на изведувач на работите за изградба на нов мост преку реката Брегалница на патниот правец кон Зрновци. За такво решение е донесена одлука, откако техничките испитувања што ги направи стручна екипа од Градежниот факултет во Скопје покажале дека не можат да се задоволат стандардите за безбедност доколку би се направила реконструкција на постојниот мост. Во меѓувреме, изготвена е потребната техничко-планска документација за новиот објект, што според својата конструкција е специфичен, затоа што се наоѓа на локација подложна на ерозивно дејство и со можност за доток на вода над вообичаеното ниво. Градоначалникот на Зрновци Блаже Станков на неодамнешната партиска трибина изрази надеж дека и покрај ваквите почетни потешкотии, мостот ќе биде изграден за краток период. Се работи за многу современ мост со должина од 100 метри, ширина 7 метри и инвестицијата е од 1,5 милиони евро. Така да јас очекувам до крајот на месецот да веќе биде распишен тендерот, да почне тендерската поставка, ќе се оди со кратка тендерска поставка. Со она што јас го знам во последен момент беше дека малку е тешко да се најде соодветен изведувач за изградба на ваков вид на мост, бидејќи се работи за мост кој е со чипови од должина, од длабочина, односно од 30 метри. И тоа јас мислам дека и тој проблем ќе се реши, ќе се најде изведувач и наскоро ќе започнеме со изградба на сосема нов мост. Со оглед што новиот мост би се градел на местото на сегашниот, кој целосно ќе се сруши, проблем ќе биде одвивањето на сообраќајот за жителите од општината Зрновци кон Грдовци и Кочани. Поради тоа, рече Станков, било предложено привремено решение. Се размислува и на алтернативно решение покрај самиот овој мост додека се гради, да биде поставен алтернативен мост, кој што ќе можеме да го користиме. Во спротивно, значи ќе мораме понатаму да патуваме преку Виница, да патуваме преку Теренци, меѓутоа јас мислам дека период од 7-8 месеци ќе можеме да го поднесеме, меѓутоа на крајот ќе имаме сосема модерен нов мост. Мостот кон Зрновци беше оштетен од најдојдените води на Брегалница во февруари минатата година и стана небезбеден за сообраќај. Поради тоа, веднаш беше затворен за поминување на автобусите и тешките товарни возила, а сообраќајно предупредување за зголемено внимание беше поставено за возачите на автомобили. Се уште траат подготовките за наплата на надоместокот за користење на јавниот паркинг простор во Кочани со испраќање SMS порака. Јавниот тендер за избор на давател на услугата е во тек, а доставувањето на понудите е до почетокот на идната недела. До 25 јануари е рокот за пријавување на заинтересираните оператори на јавниот тендер за избор на давател на услугата за наплата на паркирање со SMS пораки. Наместо со лица наплатувачи кои на лице место издаваат фискални сметки, се планира во Кочани наплатата на таксата да се прави преку мобилен телефон. Тоа би требало да овозможи поголема ефикасност во прибирањето на средствата и да се избегне ситуација во која возачите чекаат да платат за услугата, што се покажало како позитивно искуство во градовите каде таквиот начин се применува. Комуналното јавно претпријатие Водовод, под чија надлежност е јавниот паркинг простор во градот, со тендерската постапка предвидува да потроши над 3.350.000 денари, при што со избраниот оператор би се склучил договор за период од 2 години. Најавата за започнување на постапката за наплата со SMS пораки дојде уште минатото лето, при што директорот на Водовод рече дека се очекува примената да започне до крајот на 2015 година. Во моментот течи јавната набавка во делот на давањето на паркинг услугата преку SMS пораки. Значи, таа објава е веќе проследена кај Бирото за јавни набавки, отварањето е на 16 и ќе се одбере економски оператор преку кој ќе оди наплатата со SMS пораки. Значи, тука ќе бара реорганизација во овој дел во функционирањето на ваквата служба и ќе оди на проверка и бројот на луѓето и извршителите или карактерот на работата која ќе треба да извршуваат тие извршители. Папазов тогаш рече дека со воведувањето на SMS наплатата на надоместокот за паркирање
најверојатно ќе се намали и бројот на лица што ќе бидат ангажирани околу целата постапка, но постоела можност за најдобрите да се обезбеди трансфер на работниот однос од договор на дело на неопределено време. Инаку, според јавно достапните информации, од таксата за паркирање за 233 регистрирани паркинг места за првите 9 месеци од минатата година биле собрани 25.000 евра, што биле доволни за покривање на платите за сите вработени и за покривање на вкупното работење на службата. Министерството за финансии како доверител со ненаплатени побарувања повторно објави продажба на поранешниот хотел Центар во Кочани. Објектот се продава за околу 270.000 евра со електронска аукција без почетна цена. По неуспешната прва, на втора продажба е ставен објектот на поранешниот хотел Центар во Кочани. И овој пат постапката е по иницијатива на Министерството за финансии, кое како доверител има ненаплатени побарувања од акционерското друштво Угостителство и туризам од Кочани, против кое се води стечајна постапка. Според јавно објавениот оглас, недвижниот имот нестечајниот должник се продава на електронска аукција распореден во еден пакет, и тоа без почетна цена. Вкупната корисна површина што е огласена на продажбата изнесува околу 1600 метри квадратни, распоредени на 3 ката. Проценетата вредност на објектот изнесува близу 16.660.000 денари, додека земјиштето што се наоѓа под него, како и дворното место, не се предмет на продажбата. Право на учество во електронската аукција имаат сите заинтересирани кандидати кои најдоцна до 22 јануари ќе уплатат депозит од 10% од проценетата вредност. Јавната аукција ќе се одржи 3 дена подоцна, односно на 25 јануари, и предвидено е да трае 30 минути. Минималниот праг за наддавањето изнесува 500.000 денари, а продажбата на целокупниот имот се врши на принципот видено купено. Понудувачот, чија понуда ќе биде избрана како најповолна, должен е да го уплати постигнатиот износ во рок од 8 дена, но сепак собранието на доверители ќе донесе конечната одлука дали имотот ќе биде продаден по постигнатата највисока понудена цена. Во моментот, објектот на поранешниот хотел Турист, односно Центар, е претворен во јавен тоалет и место каде се фрлаат отпадоци. Од локалната самоуправа се правдаа дека не можат многу да сторат за подобрување на состојбата, затоа што имотот бил во приватна сопственост. Дали вториот обид за продажба на објектот ќе биде успешен, не може да се каже со сигурност, особено што условите под кои се нуди со аукцијата се непроменети во однос на првиот пат. Изнаоѓање долгорочни сообраќајни решенија за најфреквентните места во градот во однос на непрописното паркирање, несоодветна сообраќајна сигнализација и гужви во сообраќајот, како и проблемот со водата од селските водоводи во рамките на програмата за заштита на населението од заразни болести во 2016 година, беа теми на расправа на 36-та редовна седница на Советот на општина Виница, прва во новата година. Општина Виница мора да работи на изнаоѓање на долгорочни сообраќајни решенија за најфреквентните места во градот. Граѓаните секојдневно реагираат на непрописно паркирање, на несоодветна сообраќајна сигнализација, на гужви во сообраќајот. Советот во неколку наврати расправа и дава конкретни предлози, но реализација од надлежните нема, беше констатацијата на мнозинството советници. За таа цел во вторник е закажан вореден состанок на представници од Советот со сите повикани органи во изнаоѓање на практични и реално остварливи решенија, кои и во пракса треба веднаш да бидат применливи. На седницата повторно се актуализираше проблемот со водата од селските водоводи во рамките на програмата за заштита на населението од заразни болести во 2016. Директорот на комуналното предпријатие со констатација дека проблемот се одолговлекува заради нецелосното преземање на селските водоводи од местните заедници, кои не ја хлорираат водата соодветно. Меѓутоа, според него, решенија се бараат и се наоѓаат, но во прашање е недостиг од технички и финансиски ресурси, вели Спасовски. Советот со повеќе забелешки околу ефектот од прскањето против комарци го прифати стручното мислење за спроведување на превентивна дезинсекција во 2016, според кое се планирани средства во висина од 880.000 денари само за третирање на комарци и 105.000 денари за општа дератизација.
Советниците на седницата упатија повеќе забелешки и околу комуналното одржување на градот. Побара решение за хаварисаните возила кои се града слика по улиците, но и по соодветно уредување на централните делови од градот. Извештајот за работа на комуналното јавно предпријатие Солидарност помина со подршка од 9 гласа. Пожарникарите нема да го начекаат најавеното зголемување на вредноста на бодот. Планираните дотации за 2016 година сега за сега остануваат исти. Со мнозинска подршка на седницата беа изгласани и извештаите за работа на библиотеката Ванчо Праке, на Кале од Блатец, на Домот на културата Тошо Арсов, како и на јавното предпријатие Вин Спорт. Освен фокусирањето околу обезбедување услови за добар старт на второто полугодие од учебната година, двете средни училишта согласно програмата за работа во 2016 планираат реализација на неколку проекти во однос на инфраструктурата и наставната програма. Гимназијата Лјупчо Сантов планира санација на санитарните јазли, а Средното општинско училиште Гошови Кантиев целосна промена на подот и прозорците. Неколку проекти се планирани да се спроведат во 2016 година во двете средни кочански училишта. Средното општинско училиште Лјупчо Сантов пред повеќе од една година влезе во програмата за санација на санитарните јазли и проектот е планирано да се реализира во 2016 година согласно динамиката која што ја определува Министерството за образование и наука и Владата на Република Македонија како финансиери на проектот. Во моментов се работи на уште неколку проекти. Во моментот работиме на еден интересен проект за прекогранична соработка со гимназијата во Дупница, Република Бугарија. Во тек е, односно во завршна фаза е изготвувањето на документацијата. Аплицирањето ќе биде на 25 јануари оваа година, значи за неколку дена, и се надеваме дека ќе биде успешно реализиран и тој проект кој што е така прв од таков вид во Републиката и во регионот, и се надеваме дека ќе имаме повеќе информација откако ќе биде одобрена апликацијата. Во однос на инфраструктурата во текот на 2016 година планирани се помали зафати во училиште, како уредување на дворот и некои помали поправки кои ќе почнат да се реализираат со почетокот на пролетта. Почната и постапката за реализирање на екскурзијата за учениците од трета година. Поминати се анкетите и сега се очекува интересот од туристичките агенции кога ќе биде избран и организаторот. Што се однесува за менаџирањето на ово училиште, мандатот на директорот Димитриев истече во последниот месец од минатата година, но нема некои промени бидејќи истиот е назначен за вд директор на институцијата. Мандатот е истечен согласно законскиот рок од 4 години, јас сум вршител на должноста во наредниот период до распишување на нов конкурс за избор на нов директор. Ништо не се сменило до моментот додека трае мојот мандат на вршител на должноста, јас ќе ги исполнувам условите, а потоа ќе му го отстапам местото на друг кој ќе заврши мандатот. Во Средното општинско училиште Гошови Кентиев пак ќе се менува подот и прозорците на училиштето. Во нашето училиште проблем се прозорците и подот во училиштето. Училиштето е изградено далечната 86-та година и веќе не е функционално како што би требало да биде. За таа цел ние веќе изготвивме проект кој е доставен до Министерството за образование и наука уште минатата година. Се уште немаме резултати од таму, иако очекуваме да биде влезено во планот за реконструкција за 2016 година. Во исто време, во тек е реализацијата, значи подготовката на проектот од УСАИД, кој исто така се однесува за реконструкција на училиштата. Во тек е, значи, спремањето на проектот, каде ќе учествуваме за средства од 1.200.000 денари. Во самиот проект се наменети за дел од реконструкција на прозорите во училиштето. Очекуваме и од таму да добиеме некои позитивни резултати. Во однос на екскурзијата, Сребренов истакна дека поради бегалската криза и укажувањето од Министерството за образование и наука да се избегнуваат рутите на бегалците, задоцни распишувањето на тендерот, но постапката со родителите е завршена и изберена е релацијата каде што ќе се реализира екскурзијата, а тоа е Виена, Прага и Будимпешта.
Второто полугодие од учебната 2015-2016 година матурантите ќе го започнат со полагање екстерно тестирање. Ќе започне на 25, а ќе трае 4 дена. Следната недела од 25 јануари стартува полагањето на екстерното тестирање за учениците од завршните години 3 и 4. Во гимназијата Лјупчо Сантов полагаат 166 ученици по сите предмети. Во нашето училиште, во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани, за учениците од 4-та година ќе се одвива во 4 дела на 25 и 26, 28 и 29 јануари. По 83 ученици од двете струки ќе полагаат. Предметите ќе бидат, односно распоредот ќе биде истакнат согласно правилникот за спроведување на екстерното тестирање 3 дена пред почетокот на испитот, односно за понеделник ќе биде истакнат во петок, а за сите останати денови сукцесивно се надеваме дека ќе помине како и до сега без никакви проблеми. Учениците имаат доволно време на зимскиот распуст да ги проследат прашањата кои што беа објавени на веб страницата на Министерството, односно Државниот испитен центар. Во Средното општинско училиште Гочо Викентиев полагаат 211 ученици, распоредени во 4 дена колку што трае екстерното. Од 25 во 4 дена се распоредени учениците, 25, 26, 28 и 29. Во нашето училиште вкупно полагаат 211 ученика од завршните паралелки, значи оде спаѓаат и 4 годишните и 3 годишните. Тестирањето е замислено да се реализира во 2 термина, значи во 9 часот и во 10:30, според капацитетите и можностите на училиштето. Веќе е пракса на учениците, неколку години се спроведува екстерното тестирање и не очекуваме никакви проблеми при самата реализација на истото. Екстерното тестирање во двете средни училишта ќе се спроведе согласно распоредот на ученици на интернет страницата на Државниот испитен центар. Министерството за образование и наука на споменатата страница на време јавно ги соопшти прашањата на македонски, албански и турски јазик, кои беа дел од тестовите за гимназиско и стручно образование за сите струки, насоки и предмети. Министерството за култура ја објави официјалната програма со проекти од национален интерес за 2016 година. Меѓу нив се 20-тината културни активности што ќе ги реализираат установи, здруженија на граѓани и поединци од Кочани и Виница. Центарот за култура Бели Мугри и годинава ќе добие најголема подршка за реализација на проекти со кои аплицирал на конкурсот што лани го објави Министерството за култура. Освен веќе стандардната манифестација Петровденски конаци, финансиска помош ќе биде доделена и за промоција на книгите добитници на Рациновото признание и на наградата Стале Попов, како и за манифестацијата на Јановден на Конак. Исто така, подршка е обезбедена за подготовка и премиера на татарската представа Народниот мудрец меѓу животните, работена по басни на Езоп, а во режија на Силвана Јаневска. Од Министерството ги прифатили и барањата за парична помош за активностите на фолклорниот ансамбл Мугри, како и за организирање концерт на Мерсиха Шукри, инструменталист на харфа од Скопје. Освен Центарот за култура, своји барања за подршка во реализацијата на културните проекти поднели неколку здруженија на граѓани од Кочани. При тоа, пари од државниот буџет ќе добијат Драмскиот аматерски фестивал и Здруженијето Афористичарска репрезентација на Македонија за реализација на 4-та вечер на македонскиот афоризам. Исто така, и фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов од Оризари ќе добие подршка за организирање на традиционалната манифестација Ѓурѓовденски обичаи. Прифатена е и апликацијата на Симеон Иванов Канго за проектот Рок Опера, одбележување на 50-годишниот јубилеј рок-н-рол во Македонија, како и за организација на космополитскиот собир Мактеон. Во општина Виница пак, подршка од Министерството за култура и годинава ќе добие Домот на културата Тошо Арсов за одржување на фестивалот на хумор и сатира Им Виница Веритас, потоа Музеот Теракота за конзервација на наодите од археолошкиот локалитет Кокулов Рит и за одржување на музејската Бела Ноки, како и ансамблот за староградски песни. Исто така, пари од државниот буџет ќе добие и фолклорниот ансамбл Китка за дел од планираните активности, како и Здруженијето на ликовни уметници за организирање на годишната изложба.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Имајте убава вечер. Довидување.